останете доследни, останете обединети, не давајте да ве разделат, не давајте да влезе злата крв меѓу вас, зашто така ќе ве уништат, зашто така нема да успеете да ги остварите собствените цели и интереси. Ете, тој збор на таткото на загинатиот бранител може би вреди за целата македонска политика, може би вреди многу за целиот македонски народ. И јас во мојата денешна колумна во Време, барањето на господинот Црвенковски за некаков ТВ дуел, го упатувам да појде кај Живко, кај таткото на загинатиот бранител во Битола, и не му да му објасни, наместо на Груевски на ТВ дуел, не му да му објасни како се изгубија 200.000 работни места, како преку ТАЦ се украдоа парите на битолчани, да му објасни како денес едни синови се возат во скапи автомобили по светските метрополи, студирајќи таму и живејќи, а други синови се вратат од Вејце, од Карпалак и од Љубанци. И да... Многу нешта се изместија како мерило на вредност во оваа држава. Констатиравме пред да влеземе во емисијава, да завршиме и така, дека имавме навистина еден долг период на вакуум, некаков своевиден вакуум македонски кој требаше да се преживее, да знае да се преживее, за да се излечат поуки, за да се направат некакви основи или насоки или постулати како во иднина. Ми се чини дека полека, но сигурно, иако учиме на многу големи наши собствени грешки, меѓутоа некако го зацртуваме правецот. Затоа е добро што дури и што ве дефинирале како ултра, не ултра, туку како рековте крајна десница. Крајна десница. Во принцип треба да постојат луѓе како вас, јас ги поддржувам, за да оние умерените сватат што би биле кога би оделе до крај во некои нешта. Ви благодарам за поддршката и на крај ќе морам да кажам, значи, само неколку работи. Тие минливи и менливи вредности се ништо во споредба со она што е татковината, со она што е името, со она што е достоинството, со она што е идентитетот. Тие овоземни богатства кои стремат одредени структури во македонските политички елити, се ништо во споредба со она што треба да им го оставиме на генерациите по нас. Тоа е неизвалканото име. Како што сме го нашле. Како што сме го нашле. Тоа е идентитетот кој сме го наследиле. Тоа е татковината која немаме право да ја изгубиме, затоа што ја имаме земено од нашите деца и внуци и треба да им ја оставиме. И враќањето на автентичната, повторно ќе речам, на автентичната македонска мисла, единственото нешто кое гарантира опстанок на македонскиот народ и македонската држава. Ќе направам мала дигресија. Еден непостоечки народ измисли своја мисла, собран околу тезата на исламот, и успеа да изгради собствена држава. Тоа се босанците. Не постоеа како народ, меѓутоа успеа да се обединат околу една мисла, да изградат една мисла и така изградија држава. Ние ја имавме нашата автентична мисла, која за жал ја изгубивме, мораме да ја вратиме, мораме да ја зацртаме нашата стратешка цел која се наоѓа можеби за 9 планини, меѓутоа која ќе ни го покаже патот каде ќе одиме, и дефинитивно мораме да ги почитуваме вистинските вредности, да го почитуваме она што значи достоинство, она што значи честност во однесувањето и во политиката, зашто инаку ќе ни се случи она што во една своја колумна го напишав, фрчковизација на Македонија. Јас не сакам да и се случи на Македонија такво нешто. А што значи фрчковизација на Македонија? Во два збора, да речеме, тоа значи, знаете како на времето во Европа главно била честа била поважна и од животот, и затоа вистинските мажи излегувале на мегдан, односно на двобој, доколку им била честа во прашање. Значи животот не бил битен, била битна честа. Сега во Македонија, во македонската политика има луѓе на кои честа им е небитна, луѓе кои се и со едните и со другите, луѓе кои се блиски до власта, до опозицијата, луѓе кои се блиски до медиумите и се постојани експерти. Сме се изнагледале плејада од разни фигури тоа е фрчковизацијата на Македонија. Во политиката и политиканството. Тоа не и треба на Македонија, дефинитивно и требаат луѓе честни и достоинствени. Кажете ми вие вака за следните избори, без разлика дали ќе бидат предвремени или редовни, се подготвувате да настапите во име на таа
десно, ултрадесна позиција или како? Крајно десна Крајно позиција. десна. Знаете што, значи, дефинитивно цело време работиме ние во интерес. Суштината на политичките партии е постојано да работи во она што значи избори. Ние, јас морам да подсетам дека на последните локални избори, пред нецела една година, освоивме 28.000 гласа, освоивме советнички места во 12 големи во државава, меѓутоа македонските медиуми тоа сакаат да го скријат, не знам зошто, а предпоставувам. Значи, работиме и понатаму. Работиме дефинитивно на зацврстување на организацијата. Работиме на она што значи прибирање на честни и достоинствени мажи. Кога станува збор за довербата во зборот, ми се чини тука нема разлика од која опција вака се припаѓа на кое политичко милје. Довербата во зборот генерално политичарите во Македонија имаат изгубено. Така да ми се чини дека треба да се поработи на таа платформа, враќање во довербата на зборот како еден општ постулат можеби за некои наредни избори. Јас ви благодарам овде за гостувањето во Македонија и повеќе од 21 колку што гледам на вашиот часовник. И јас ви А ние сме благодарам, еве ограничени. ќе се поканам сами од себе си уште еднаш да бидам ваш гостин затоа што останавме недоречени. Да, во вечерашната некоја емисија. идна прилика се разбира. Ви благодарам сега за сега. На гледачите да им посакаме пријатна вечер од Skynet.